Поречиси едномесечен прекин на работењето од денеска единствената фабрика за рециклажа на хартија во земјава Papermill повторно започнува со работа. Во текот на едномесечниот прекин на работењето, Papermill интензивно работеше на финализирање на унапредувањето на производствените процеси во насока на обезбедување на поголема енергетска ефикасност на самиот производствен процес и со тоа дополнително намалување на емисиите. Со речиси драстично намалување на нивото на СО и неговото доведување во граничните вредности, како и подобрување на перформансите на ложиштето на котелот за подобро согорување на горивото, Papermill инвестираше во дополнителни вентилатори и каналски системи со дифузери подпомогнати од фреквентни регулатори, направи детално чистење на котелот на биомаса, истовремено работејќи на поставување на мерни и на регулациони инструменти со кои се врши автоматска регулација и континуирано следење со нивото на емисии. Дополнително се изврши подобрување на системот за одземање на цврстите честички од издувните гасови, односно подобрување на перформансите на вреќастиот филтер. Станува збор за вградување на модули и процесори, со што ќе се подобри чистењето на вреките, а со тоа и дополнително ќе се намалат цврстите честички во издувните гасови, кои секако веќе подолго време се значително под границите на дозволените вредности. Истовремено Papermill работеше и на подобрување на технолошкиот процес кој директно влијае на потрошувачката на пареа, при што е инсталиран нов вакуум систем, како и нов систем на фино прочистување на маса, инвестиција потребна за самиот процес на фабриката, што истовремено ќе обезбеди и поголема економичност во работењето. Во периодот од 26 јуни до 26 јули Papermill ги задржа сите 109 вработени, согласно законските права и обврски со целосни плати, а од денеска целиот колектив повторно се враќа на работа. По финалните прилагодувања во текот на работниот процес, кон крајот на август ќе се извршат контролни мерења од страна на акредитирана лабораторија. Инаку едномесечниот прекин на работењето беше одлука на раководството на фабриката, откако Државниот инспекторат за животна средина издаде решение со кое го задолжи Papermill да работи единствено на котел на природен газ до моментот на решавање на проблемот, поради кој се јавило надминување на пропишаните гранични вредности за емисиона точка АА2, иако согласно последните мерења на акредитираната лабораторија, емисиите во воздухот на речиси сите параметри беа во рамки на А-интегрираната дозвола, а отстапки беа евидентирани единствено во емисијата СО и аглороден моноксид. Во текот на овој период Papermill направи сериозни унапредувања на работниот процес, со кој се решава и ова прашање, продолжувајќи инвестиционата програма вредна речиси половина милион евра. И покрај растот на цените предизвикани од економската ситуација во земјата и светот и порастот на веќе дадените понуди, но и бројните предизвици со кои се соочува фабриката, во Papermill и во престојниот период продолжува инвестицискиот циклус со посебен фокус на намалување на количината на техничката вода во процесот, како и количината на отпадните води за 300%.